се, морам да ви кажам да моето родно место е Велес. Како растев, што се вика, од детинство, многу често ни у Велес обрачи од Гурила имаме и со тоа обрачот ќе тргнам од Велес па до Бабуна, па и назад. Така да, како растев, веќе тогаш се правеше патот од Стар Велес кај Стариот мост, поред манастирот Свети Димитрije, па одеше Бабуна до Црна река, таа танцевала, тога и почна да се работи. И као дете се сеќавам, предузимачи од тоа време беа Хрвати. Али Пешевската куќа беше чувана по тоа што у тоа време они има свој внук ли беше, син ли беше, не знам добро, пилот, речиси број 2 на Југославија. И кога да лета со авионот, редовно у која куќа сака да прати поздрав, си има напишано ова Исус, дали ќе биде плодно нешто, не ломливо, секој случај, јаболко, банана или било што, у дворот ќе му падне, ама и писмото натре. Ако ништо друго, поздрав, еве летам да ја поздравам од небото. Тоа ми правило многу впечаток. И уште малечок, речиси, бевме средноимучна фамилија. Купив едно мало дурбинче и го чекам редовно кога мине за да го посматрам. Покојниот ми татко, во времето кога бегале 19-та година после потпишувањето на мировниот. Балканската војна си бил у Велес. Светската војна фаќа прва. У тоа време почнале да бегаат. Беше кој у Србија, кој у Бугарија. И неговото семејство избегало у Бугарија. А он си останал у Велес. Често пати него го гледав у една мала собичка, ови го зборувам, на 7-8 години уште кога бев. Едно пенџерче имаше малечко и кој ќе се качам у таа горна собичка, он отвори, затвори. Дали не сакаше да ме упознае со фотографија, и еднаш му викам, бе тато, дај да видам ти шо отвораш, затвораш стално. И у тоа време наш се емузиите, носач беше плоча, стакло, план паралелно стакло, емузијата, и тога ми покажа првпат развиена, кај што сум јас сликан со едно бастонче, баш тоа слика барав, уште 3 години 4, една морнарска капа. Во тоа време беше модерно да се носи со овде јадран и што е знам, што пишуваше, со бела баретка. Така да пројави голем интерес, па да гледам што прави. Еден ден ми вика, ај сега керамидиве, качи се горе да ги дигнеш од ова, и донесе нешто ко овија меои што се за дување. Ковачиве што дува, али направено од кожа, така дотерано. Баш апаратот не го изводи 10-15 апарат, имаше што стикаше на стакла. И рече, рамка донесе, ај сега качи се, намести го ова, ќе дојдете на киџија, намести го рамов со ова торба, да речам, надоле спуштена, и ќе правиме големи стики, тоа е најважно, вика. Сите од семејството треба да им направам големи стики. Па го прашам, од кај ти вој занаат? Па вика, одејќи у Бугарија, кај моите и кај роднините, имаше еден од ним се бавеше со фотографија, и тој вика за 5-16 дена ме обучи да ретуширам.
ретушот беше број 1 у тоа време на носечот стаклен на емулзијата. Покрај тоа јас викам, ај сега покажи ми како ги правиш ова директно. Многу лесно, уши ги чувам тие посебни копирни касети за 10, 15, 9, 12, 6, 9, се посебно се имаше. И преку нена струја, бидејќи струја имаше само навечер у Велес. И тоа на дрва централа, 70 киловата беше, а осветлуе град со 16-17 хиljadi жители. И само навечер пуштаа струја. И затоа работеше на овој начин, како ви кажувам. Многу за кратко време ми го даде моливот и ретуш таблава. Вика, сега ти кажам, седи дома кај како се пополнува тоа име. Бориве како се пополнува тоа и почна прво, он ги викаше малце рубугарски, школован беше у Софија. Рече, овие со кавички ги правиш. Други ја вика, овде како се преонине, али моливот не сме да допира шилест, посебно имаше острилка. Абе, само што направив едно 10 такви ги ископира, ајде, вика, машала, ти подобро од мене, вика. Баш со тие зборови. Рече, ако ништо друго, лебот после у гимназија ќе се го вадиш од оваа, вика. Фотоапаратот ми е тука. За него дедо му дал 35 лири у злато да го купи у Беч. И Беч за да го обучат добро со буш објектив, деца, ако чуле, тоа е најдобар објектив, постоечки за портрет, а планати уште ги немаше астигматите и ова, али апланатите наоштри ги зениците, другото е као да си го изратуширал. Меко цртаја многу. Така да многу малце требеше поправка и големи бе фотографии, 30 на 40, 50 на 60. После он работеше позитив ретуш добро. Затоа сака многу трпение и со специјални ножиња, гребење, па после прскање да се тоа се обедини емулзионо и да не се осети. Така да ме обучи и тоа да го работам. И стално ми викаше, лебо ќе си го вадиш од ова. Едно штракнување надоле е еден снимак. Замотај го, нагоре дигни го тоа, друга експозиција, 50 за таа емулзија, за таа носач лента, толку максимум оде, ви кажав, то 22-25 шајнера максимум. Јас се одушевив од тоа, веќе друга на лента, и сам покрај тоа, веќе не е стакло, многу тешко идеше директното копирање. Треба да ја правиш посебна маска, да затворсиш, да биде хоризонтална добро, па ќе ја покриеш со оваа посебната копирка, тие беше на метешиња мали половината, па ќе ја покажеш на тоа, а вика, оваа работа многу потешко, да ја ќе терам директно од лентата, без да сечам, ќе ја вртем и ќе правам одма 13, 18, 18 на 24, а папир колку сакаш имаше, доваѓаше од овој Геца, кон постоеше една фирма голема германска и Аква се појави у тоа време и материјал колку сакаш у таа апотека доваѓа. Првпат камера у рака фатив, војната која стана, кога бомбардираа германците, се објави војнава на 6 април. Ја само со фотоапарат сикав. Фотоапарат
Лајка, татко ми купи 36-та година. И дојдоа руска мисија некоја, уште пред да се, да речам, ослободи цела Македонија. Прво руси дојдоа. Уводно руска мисија се формира. Бараат одличен фотограф со добар апарат. Ја ролевше сепак и Лајка у тоа време, 36-та година, Ernst Leitz, тие беа многу убави, не мораше ни да се оштри ништо, а 3,5 објектив има. Таков ни треба, млад. Не доведа уводно. Ти ќе биде со нас и секој филм што ќе го снимиш, а они донесоа веќе 17 дина Аква филмови, 6-9. И Лајка, па 17 дина, готови. Приредувам од ова, приредувам изложба што ни остави окупаторот. Држеме цели овој простори Агипов доле и тоа се што снимав за Русиве, јас си бидејќи два апарата, едни филмови ти дам, другите кај мене. Си отиде руска емисија, ја приредив таа изложба. Што ми остави окупатор. За Нова Македонија, со Лајката со горе-доле, првите фотографии што излегува, тога немаше многу, еден Ацо имаше, овде живееше, он беше фотограф и овој што тие сними, ама немаше достап сегде као што ја имав достап, поради веа Русиве. И почнав една по една од тоа што ни остаи окупаторот да објавувам у вестници и никој не ми забележуваше. Дејан Алексич, кој човек прв у револуцијата, знаеш кој е он, ој веднага намириса и ми дава зошто седмица носи. 7 легитимација на Тању дописник за од Велес, Штип, Кумано, овој Штип, Ѓевделија до овој Прилеп, Ресен. Така како што фаќаше плетварот целиот. И Дејан ме вика, Трајче, вика, ти ќе дојдеш у Скопје више. Јас ќе морам у Белград да одам и имаше тога и Нова Македонија, Бај живееше, не се сеќам како се викаше, го знам, али еве сега моментално. И ќе бидеш под него, вика, известно време, а после ќе останеш да формираш фотослужба на Тању. Мислеше сите агенции у Југославија ќе имаат Тању. И што доаѓа овој ситуација, се јавува Белград. Два пати писма пишале до ова и телеграми, почиње курс за филмски сниматели кои руководе Руси и месец дана иду и у Руси на запознавање комплетно. Идам таму, курсот почнат 25 дена. Ја го завршив курсов, тоа го завршив со 10-ка. Помина тоа време, вика, ти ćeš остати у Белград. Шо беше работа у Белград? Сними у печатница, почна пари да се пешат. И почна се за конспиративни работи на мене. Еден ден доаѓа кола, вика, од данас и ти одма до Бели двор, у куќа Аце Павловиќа. Тоа е, вика, историски музеј револуција. И еден ден доаѓа една кола и се паркира кај тие салата на Топчине, што е на карта, кај што беше петиот конкурс. Салата беше амфитеатрално од левата страна, од десната страна делегатите. Се снимив комплетно, ја не спиев уопште. Јас
конгресот завршува, ја правил лабораторија, лазих еден шеф на лабораторија, уште 20 лаборанти, го развиваме тоа, го гледам ја на проекција и утрента продолжавам со снимање. Веднага после петиот конгрес почна да се одржаваат републички конгреси. И ја и сценариста и снимател на првиот конгрес на Македонија, у Народниот театар. Сите конгреси могучи на Народен фронт и на партија, ја ги имам снимани. До еден. Последниот го снимише Столе. Снимни. В 1938 година веднага се реши да се прави од Македонија аграрен центар и да се мелиоративните системи развијат на цела Македонија, као најздрава средина за производство на храна. Веднага, за тоа има посебни филмови, се направија сите до еден. Бегалската криза, прв пат кога дојдоа првите бегалци од Егејска Македонија, ранени сите, 35.000 метра перфот рака. За еден игра филм се троше 15, 18, 20, ако да, тоа е преку глава. За земјата имам, одма ме ангажира филмски новости, 3 годишен уговор. Се што се случува со обнова на Скопје од кога дојде Циборовски, Адолф, обнова почна веднага, рече се. Велики Господ ти ни наврати среќа. Да работиш, да ми се вратиш назад. Домаќин да станеш. Она што татко да не можеш. Ајде, Кини. Ќе смогнеш ти. Дедо на мајка. Ајде, Кини. Ајде. Со здравје. Со здравје си. За Фросина, првиот филм. Кога рече Македонец ќе го прави Димитар Митрев. Ја на Димитар Митрев вечно ќе му бидам благодарен. Едино се бореше и чукаше на маса. И овој вика, добро да е Македонец, ајде на некој ми на коле чачуле се супростави. Он може само да снима журнали. И заедно Владо Малевски и јас ја направиме првата верзија на Фросина. Сега дојде првата верзија, таа што се вика синопсис, манускрипт, ја прегледа, па отпор, не трајче, треба да ја прави Македонец. Ја викам, добро, Македонец. Ќе ја прави Војан Нановиќ, роден у Дојле. Со здравје. Со здравје си. Здравје. Со здравје, добро. Отпор се дава, никако ја да не режирам игра. Цело време. Спасе? За Мистон се правеше тоа. Го викнаме Жика Митровиќ. За македонска крвава свадба, некако би смилува Господ, да речеме,
Бегай по-там да ги жените. Да не те Ја гледа. снимам представата на сцена. Ја викам, јас сум филмски режисер. Знам да зборувам со филмски јазик. Вие македонска крва свадба си ја имате у позориште. Тој што седи напред ги гледа глумци. Тие што седат позади го гледаат оквирот и дали ќе познае или нема да познае, баш фака им објаснам. Не доаѓа у обзир, викам да снимам. Фала. И на крај викам добро, Цвета. дозволувате ја без никаков уговор да направам Сега ќе те книга на свеме. снимање на Учени. база Од на битка. драмата, Учени сме. без Наше сценарио. да се раѓаме. Филмска као манускрипт, тоа се вика. И по тоа ценете дали да ја снимам у театар преку оквирот на театарската сцена или да ја снимам онака со целата синтакса и граматика и се филмски. И така дојдоме до реализација Вие на сакавте вакви клековци да ве прават. таква свадба. И би волја, господова Бегу, да ја покажеме својата сила. А твоите 6 куршуми се малку и за мене. Јас како дивите крмнаци, веќе толку носам во својово месо. Напред, браќа! Напред, браќа! И мобилачката луѓето се ражда! Напред, браќа! Секој враќање од Белград, ќе се вратам, ние не знаеме да правиме филмови на висината. Наш тој филм истина тогаш многу се употребуваше. Така дојдов и до ликвидатор. Ја директно на уметничкиот совет викам, сакате година да добиеме прва награда? Еве, со овие зборови. Знаеш, па, овој Прилеп Чанесов. И јас бев као документариста, 51 година добија они најболи колектив рударски, нели тога рударите добија, у Македонија. И тога им дадоа пари да направат населба за рударите. Викам, направи се истиот колектив, овој филм доби првомајска 51 година награда. Направивме филм благодарени на тоа што Човеков Јакимов Истиов ме разведе и со солзи на очи ми вика да ти ја кажам целата приказка што ни направија словенците. Добар ден! Јакимовски, Иван Јакимовски, ликвидатор при Македонија, аз без богословец. Што правиш, Иване? Па види, ја како ликвидатор овдека, ја прво сам ступил овдека на работа као магацинер, као технички магацинер при рудникот овде. И рудникот од своји, мислим, недоволно производство, до 1964 година прво покажа загуба у 61, 62, 63, 64 година постепено покажува загуби и од тие загуби дојде до сама ликвидација на рудникот. Свадбата на Шапнежа, предходно го снимав со Киро Билбил, као снимател, Мургош. Тоа е куче кое ги брани овци и озби на Бистра и на Шара. А змија се појави, кучево и уста ќе стави, ама не даваше да
posebno smokovite. Това, гледајќи го, еден ден гледам, нема ни едно куче по стадало. Кај се бе кучијата? Вика, почна да прохтева една женка и сите се на свадба. Овчари ми вика. Викам, кај се сега кучија? Рече, по Стогово кидеш, има Лазарополски бачила, ти ги видиш, вика, 70-80 по една кучка водат, вика, и која ќе го одбере, тој ќе биде, вика, мажехот. Тоа се го снимав за 4 дена. Повикување на проекта, документарен. Еден ми вика, слушај бе, Трајче, вика. Дојде да те одведам, забрането е, ама имам љакарски, вика, со дервиши скопски, да ги снимаш дервиши. Отидам таму, викам, ја ќе ги довам тие крупни планови само, бидејќи имам телеобјектив од 130 см, само забиде као шо да биде на сабија качување децата, тоа се, што она водењето со тие тупусини, едно друго, сите тие детаји ја ги снима, па Киро имаше атмосферата да снима вопшта. Тој довикување на пролетта се продаде у Русија за 1.100.000 долара у Русија у тоа време. Зашто им требаше, мен не ми е јасно. Мотивот и ја да направам црн филм од играните филмови. Така ги нарекуваат тие. Не ми го даваат, па исти бе. Не бе, Трајче, како Трајче бе. Викнете го Саша Петрович, Перија, што го направи 3. И го викаат Саша Петрович. Сашо Петрович уше по телефон. И вика, слушајте бре људи. Јас сам направио 3 и ево селим се у Париз и у Паризу ќе живим. Овде ако останем, јас сам готов, вика. Уништен сум, демек. Ќе го убијат. И правам книга снимање, оригинал, така како што Камбер ми ја раскажува. Камбер, кога ја прочите, не се слага да биде стрелан. Ти вика, јас едва работа најдам, сакаш да страдам за лепи, вика. Вика, сакаш да страдам за лепи, не дојди у обзир, вика, стрелање. Добро, викам, ја ќе смислам. Инаку, и ово, вика, се, вика, Трајче, само немој да го стрелаш. Иначе ја отидам. Ја жалам што толку години ми поминаа и не сработив ништо од денешница. Затоа што ко сега што има третмани за филмови, никој пат ги немало тие третмани. Да има, што викаат Господ, да сум помлад баре 20 години, би се определил да правам само такви филмови. Современи. Една единствена надрага, ќе видите таа, кај што вика јунак у рату, јунак у рату, таа ми е дадена за бегалци и за дограмоци нас. Сите само авнојне. Кога се движам низ Белград, искрено и низ Скопје, дојде у младинскиот центар таму. 3-4 пати ми прикажале филм. Скандира и вика, дајте да ги видиме вие филмови за кои зборува Трајче Попов. Вика, зашто не ни ги покажете дали биле Титови или биле сталинистички миши, сакаме да ги видиме тие филмови.